Во денот кога сите сме горди и кога треба да се спомнуваме за сите убави работи кои што македонската радиотелевизија како јавен сервис со својот допринос ги има направено за нашата државност, во следниве 20 на минути во утринската програма на јавниот сервис, токму денеска имаме гостинка која што низ сите своји години работен стаж уште од далечната 1975 па се до 2015 година во македонската радиотелевизија со својата работа, со својата стручност, со своето знаење, остави свој белек и свој печат, кои што представуваат и голема одговорност за новите генерации, кои што доаѓаат да извршуваат работни обврски во јавниот сервис. Кога го договаравме вчерашниот разговор, една реченица и неколку зборови се уште ми одзвонуваат во паметот, кои што решив дека ќе ги кажам и ќе ги споделам во најавата, пред да ја представиме мојата соговорничка и гостинка денеска. Вели, македонската радиотелевизија е еден од столбовите на македонската државност. Зошто е тоа така? Колку треба да ја сакаме и почитуваме македонската радиотелевизија како јавен сервис, низ разговорот со госпоѓа Мирјана Димовска, која што, можам да се изразам слободно, почнала баш од најниското, од скалилото, од каде што треба да почне секој новинар, па низ годините во кариерата доаѓате и до позиција директор во јавниот сервис. Добро утро и добре не дојдовте. Благодарам, добро утро дома се вика. Точно, од 75-та со стаж, меѓутоа, јас бев стипендист на македонската телевизија. Куќата тогаш формираше кадар. Сметите на тоа дека 10 години после нејзиниот почеток е тоа, дури и помалку, и имаше конкурс за стипендисти. Јас од втора година факултет успеав да добијам стипендија. Си имаше критериуми како да се доделува. И само што дипломирав на 25 септември 75-та се сеќам, последниот испит го положив некако 25-ти, на први морав да дојдам на работа. Дури реков, аманте бре, чекајте малку да се одморам. Значи, јас не знам што значи да чекаш работа. И од 75-та до 2015-та, и уште нешто не кажав дека ниту еднаш не се фатив со желба да излезам од куќата. И покрај тоа што сум имала повеќе од солидни понуди, морам да кажам, ни сиот работен век, меѓутоа ниту еднаш не посакав да излезам и нешто друго да работам. Работев еден период во антикорупцијска комисија, меѓутоа тоа беше дополнителна работа и последните 4 години мандат, избрана функција, инаку како професија телевизија. Зошто? Ке речете зошто. Јас и сега ќе кажам што мене ме водело, што мислам дека секогаш ќе биде пресудно и важно. Македонската радиотелевизија, ти го спомна колега помлад си ми, дека е еден од столбовите на македонската државност и тоа се живи факти. Уште од познатото зборуе Радио Скопје со првата радиска програма или со првиот телевизиски пренос од телевизија, нашата куќа зрачи и уште повеќе мора да зрачи низ годините нешто што е автохтон производ на државноста, на оваа наша држава, на Република Македонија, одраз на нејзината структура како општество, затоа што патем ми текнува дека оваа телевизија беше првата што имаше и програма на албански јазик, кога не постоеја медиуми на албански јазик. Првиот збор на албански јазик е изговорен во оваа куќа. Така и сум ја работела работата, свесна за одговорноста. Јас и тогаш и сега сметам дека работата во јавниот сервис е привилегија. Привилегија е заради тоа што бара, многу јасно се знае што е јавен сервис. Има разлика меѓу комерцијалните медиуми и тоа што е јавниот сервис, и тоа голема разлика. Ако на комерцијалните им е доволно некој добро да изгледа и може да се појавува, нема проблем, може да биде еднонасочно обоен, може да биде наменски програмски поставен, јавниот сервис не смее тоа да биде. Јавниот сервис е секогаш нешто што има стандарди, нешто што има нормативи, почнувајќи од вредностите што секоја професија мора да ги има. Ние кога почнувавме од врата ти бара диплома од факултет. Не разговараат со тебе ако немаш образование, високо образование. Зборувам за новинарите. И сите други. Значи, соодветно образование кое мора да гарантира дека ти ќе понудиш квалитет и вредност. Влегуваш во средина, се сеќавам,
какви колеги имав. Па, верувајте дека да се носиш со нив не беше ни малку лесно. Тоа сакав и следно беше прашање ни да малку поставам. Ги фативте некако сите периоди на развој на јавниот сервис. Од старите простории во Нереси, Так. градењето на новата зграда, Так. префрлањето тука. Ја фативте онаа повозрасна генерација од вас, која што и ден денес е репер, што значи да се биде спикер, што значи да се биде новинар од каде што учевте. Тоа знаење го пренесовте на новите генерации. Некако, ако можам така да ги поделам периодите на ваш... Спикер е другова, не, многу погрешно луѓето велат спикер од телевизија, мислејќи на телевизиски новинар. Спикерството е само еден дел од тоа што треба да нуди телевизиски новинар. Тоа е говор, тоа е право говор, тоа е начин на изразување, тоа е течење на мисла, тоа е презентација, се што треба да се има. Меѓутоа една суштинска разлика има меѓу спикер и новинар, а тоа е спикерот чита мој текст, а јас зборувам мој текст. Тоа е суштинска разлика. Спикерите наши кои беа луѓе врвни во својот занает, од кои можеше многу да се научи, имаа своевремено школа за право говор, кој пренесуваа своето искуство и знаење, еден Иван Антонов, една Бранка Станковски, да не ги спомнувам. Тогаш во голема мерка ја носеа програмата, бидејќи главно и се пишуваа текстови за нив. Јас сум некако таа прва генерација која се формира на камера. Водењето на телевизискиот дневник, сум водела и сум уредувала саботен магазински дневник, јерата магазински дневник, што беше едно неверојатно искуство, затоа што нашиот почеток беше да работите во еден систем пандан на Евровизија. Тоа беа 8 телевизиски центри, секој на својот јазик, меѓутоа програма која се испреплетуваше меѓу себе. Ние во сред дневник, како што сега се вклучува репортерот да се јави негде од улица, не можам да разберам само зошто по секоја цена ги сликаат на улица, не е оправдано. Ние во тоа време имавме да се вклучи во дневник на телевизија Загреб. Некој извештај кој е интересен, си се вклучуваш во телевизија Загреб. Мојот магазински саботен дневник и почиваше на тоа со Горан Милич, да речеме, тој го уредуваше Загребскиот исто таков магазински дневник, како јас нашиот. Со мојот колега Воислав Локвенец заедно го работевме, тој си имаше тие минутите за тековните вести, јас магазинскиот дел, јас го водев. Меѓутоа, сакам да кажам, работата во тој систем беше неверојатно искуство. Денешните го немате тоа искуство. Не знаете што значи тоа е таква мрежа, телевизијата, како што и самиот збор и име кажува, едно огромно искуство во градење на занаетот. Ние сите големи настани во Југославија сме ги покривале заедно. Заедно, кога велам, се одредуваше која станица ќе го носи пулот. Таа е главна што обезбедува снимки, аудио, видео, го носи практично известувањето од тој настан. И за сите тие настани сме работеле така заедно. Прекрасни имиња, огромно многу искусни новинари, сакаш или не кеш има да пораснеш и покрај тоа што јас, некој можеби ќе ме свати како претенциозна, но не сум, секоја работа, оваа е исто така, подразбира предиспозиција, да не речам талент. Некој има или нема. Има говор, има течна мисла, не можеш на телевизија затоа што не смееш да имаш расчекор меѓу говорниот апарат и мислата, значи тоа мора да оди заедно, начинот на изразување, односот кон камера. Сакам да оставам, еве нека стои, јас сум сепак човек во години, веќе е во пензија, дека ова што сега не снима неверојатно ни влегува во душата. Не отсликува такви какви што сме. Од секогаш сум пледирала за култура на комуникација, која ќе го почитува гледачот. Довербата е клучен момент за кој се бориш, луѓето да ти веруваат, зборувам пред се за информативното, па и за другото. Се што произведуваш како телевизиски производ, значи тоа ти е нешто на што основно мораш да води сметка, да ја градиш довербата, меѓутоа начинот на кој комуницираш, тоа е почита кон гледачите, мора да е пресудна. Јас седам дома и не сакам да ми дојдеш дома и да ми кажеш, добре дојде ти, кај дојдов? Јас седам дома, ти ми доаѓаш. Значи, мораш да покажеш дека си се трудел да понудиш квалитет. Дека тоа што го работиш знаеш. Така само се гради доверба. А довербата ти го купува гледалиштето. Ке речеш јавен сервис, по дефиниција велат јавните сервиси не нудат некоја атрактивна програма, бидејќи се упросечени, треба да биде нешто што одговара на сите сегменти од општеството и така натаму. Може би е така. Меѓутоа, јавниот сервис
па не е естрада. Значи, јас пресудно се зборувам за информативниот дел, бидејќи јас сум предсе информативец. Така што, реков, не е естрада, тоа е сериозно новинарство, кое што мора да почива на факти, на објективност, на одговорност. Одговорност носи јавниот збор. Не може јас кажав и ќе отиде зборот. Не е така? Како изгледаа првите денови кога почнувавте со работа, посебно во оваа зграда, која што денес сега не е можеби веќе највисока во Скопје, но се уште ја гледаме со голема почит и гордост. Се качувала, снимав една емисија најгоре. Страшно е. Страшно, да. Дефинитивно, но се уште и ден денес представува гордост и синоним како некогаш македонската радиотелевизија се развиваше заедно со државата. Јас го знам искуството на Нерези, тоа бе ниски објекти, и едно студио за се, и за дневник, и за емисии, и новогодишни програми. Бараката, бифето, кое што одлично што го имавме, затоа што работиш по 5-16 сати, и ако немало бифе, немаш кај да си купиш нешто. Меѓутоа, работата овдека во поглед на понудата што ја дава овој објект со своите студија, со својата техника, овозможи навистина да се почувствуваш, пак ќе речам привилегиран, пак да не се заморуваш со тоа дали ќе имам или ќе немам определени услови и предуслови. Морам да го кажам едно нешто што кога веќе зборуваме какво оваа куќа нема да споредувам со денеска. Затоа што секој време носи некои специфики, но повторно сакам начинот на кажување да ми биде насочувачки. Можело 5 луѓе од секоја од професиите што се врзани за телевизиско производство, една камера, еден тонец, еден монтажер, еден новинар, нека биде и режисер или друг од техника, и вие имате телевизија. Зошто? Затоа што таа куќа почивала на ентузијасти, на луѓе кои неверојатно многу си го знаеле своето, грубо кажано, занает. Така што каде и да сме се наоѓале, македонската телевизија била тоа што е број 1. Дали е Нерези, дали е овде, условите кои оваа зграда ги нуди, овие технички и други можности. Но, ако ја работите работата со љубов, и сакам да го кажам и тоа е за денешните колеги, ако ја работите работата со љубов, ако сте си ја погодиле професијата, луѓето ќе знаат да го препознаат тоа. Знаат да го препознаат. Така. Доаѓам од приватен медиум и тоа можам да го кажам барем кога се работи за светот на медиумите, јавниот сервис беше и остана денес сервис каде што може да се напредува. Тоа го кажав и во најавата. Почнувате како новинар, продолжувате како уредник, 2 пати одговорен уредник, 4 години како директор на јавниот сервис тука. Сакам малку и тој момент да го опфатиме од 75-та до 2015-та. Ти имаш, например, многу природен развој. Затоа што јас секогаш што мислела дека треба и сметам дека треба во приватниот медиум кој што е на еден помал формат, несомнено и со специфики, занатскиот дел да го изградиш. Кога ќе добиеш една потребна ширина и ниво, треба да доеш да работиш овдека. И ти го имаш многу нормалниот развој. Благодарам. Да, го имаш нормалниот развој, за разлика од многу колеги кои што имаат обратно. Ние со години овдека, млади и нови луѓе ќе дојдеа на лицето на македонската телевизија тренирал занает и постои ќе се продаде во приватен медиум. За мене тоа е обратно. Но имаше многу грижа за младиот кадар. Имаше многу знаење што можеше да се купи. Јас се сеќам за 4 години го добив новинарското звање коментатор, меѓутоа не дали уредникот му се допаѓаш па ти даде звање, не. Тогаш на работна единка го викавме, тоа е собир на сите вработени, сите новинари, па дури и сниматели се. И има предлог, дали ќе го напредиме тој и тој. 1 или 2 скалила. Значи за 4 години станав коментатор, за 6 години вкупна работа уредник коментатор, тоа беше највисоко звање новинарско. Но јас секогаш себе си се доживував најмногу како собраниски новинар. Јас работев собрание, тоа ми беше сектор. Никогаш нема да ги заборавам речиси секој ден поминати во собранието на Македонија, затоа што го врзувам со моментот на државноста, затоа што сум известувала буквално од средиштето на клучните настани што се врзани за државноста. Ајде да одиме на оваа наша самостојна Република Македонија. Дали ќе беше тоа референдумот
за независност, за самостојност. Уставот, референдумот, јас паметам, известував тој ден. И тоа штабот беше во собрание, изборната комисија, како стигаат резултати. Јас сум известувала за избори, многу е интересно во не уште во бившиот период, во старата држава, кога изборите ги покриваше Социјалистички сојуз. И во сместено во зградата на сегашната влада, една табла и со креда сум пишуела до 10 часот одзивот на гласачите е толку и толку. Тап процент со сунгерче, како школа. Нема како сега се наготово. Сега е нели електронски и така. Дигитализација. Меѓутоа, да се вратам на референдумот. Известував од референдумот и некако никогаш нема да ја заборавам и мислам дека никогаш не ни се случи повеќе позитивна енергија во одушевување кај народот, како што ни се случи на референдумот. Тоа беше нешто страшно. Морници мидат и сега. Излеговме од собрание, се сеќам, ајќе одиме на Кетплоштад, бидејќи игравме таму оро, председател Глигоров, Радка Димитрова го фати орото. Набрзо сето тоа се подготви. Отидовме на Кетплоштад, се наполни плоштадот. Порадосни и позадоволни и поентузијастички лица, немам зборови да се изразам, беше како го доживеавме референдумот. Набрзо после тоа, нели, референдумот е 8 септември, во ноември, 2 месеци цели, јас од собрание не излегов, затоа што се носеше уставот. За да се биде трка со времето, затоа што имавме Лисабонска декларација, вистина наредната година, меѓутоа, луѓето беа, политичарите, свесни дека нема да оди тоа така лесно и дека ќе ни треба многу опинци, народски кажано, да облечеме за да ја оправаме државата. И реков 2 месеци не излегов од собрание известувајќи за уставот. Секој збор од уставот, па дури и 2-3 формулации што ги кажав, ги прифатија во уставната комисија. Се сеќавам, беше едно единствено искуство. Градење на занаетот. Јас сум дипломиран правник, меѓутоа низ работата моја огромно многу го испеков занаетот. Право, струката. 2 месеци се правеше уставот. Јас правев извештај за први дневник во 5 сат, за 7,5 и за трети дневник. Различни извештаи, бидејќи додека известуваш ти тече настанот. Да не зборам за преносите од собрание по кои сите ме памтат, што се вели. А тоа беа седниците на собранието. Се додека не станав одговорен уредник, јас бев собраниски новинар и повеќе бев во собрание отколку овде. Да речеме, на тој дел сум посебно горда, на уставот и на мојата собраниска работа, затоа што се определив да работам нешто што го разбирам, што го знам, што го сакам. Сум се градела и заради тоа на мојата информација се верувал. Нема шпекулации. Мораш да бидеш одговорен, ќе повторам уште еднаш, одговорен кон тоа што го нудиш. Јас мора, за да влезам во студио, да разговарам, јас мора да знам па 2 пати повеќе од тој што сум го викнала да разговарам со него. Морам да се подготвам. Добро, тоа што го имаш си го носиш и предиспозиции и така натаму само се надоградуваш, меѓутоа подготовката, тоа зборува за твојата сериозност како професионалец. Нема импровизации. Особено во новинарството, политичко новинарство. Не. Тогаш ќе се случи како што се случува, од македонската телевизија новинар. Нема поголема чест и задоволство, и сега, после толку години, луѓето што се повозрасни, вие бевте од телевизија. Не ми треба поголем комплимент или задоволство да едноставно сама пред себе да речем тоа што го сработев е добро, било добро. Така. И по гласот и по ликот, јас затоа не можев да издвојам во тие 40 на години работа неколку проекти конкретни, меѓутоа оставив разговорот да од самите одговори да предпоставувам што сакаш да издвојам некој клучни, го издвоив уставот. Факт. Меѓутоа нема никогаш да ја заборам 2001. Која беше морено тешка година. Беше нешто што ни се случи, лошо се случи за нашата земја. Јас сум известувала и како воен репортер. Се сеќам дека на 2-3 пати некои детонации околу мене такви испофрчеа во некој Кумановско поле беше, не знам од каде некоја граната, тука у близина. Скопски се изразувам, а не е дозволено. Таква огромна детонација, не можам само едно нешто да си објаснам се уште. Истото чувство го имав и кога земав изјава тогашниот министер за внатрешни Љубе Бошковски во Тетово. Покрај едно дзидче, кога почнаа рафали да фрчат
Па ја реков не прострелија. Само го спуштив микрофонот, помина рафалот, го подигнав и продолживме. Реков, не можам да си го објаснам тој момент. Како професионализмот е посилен и во таков момент да задржиш присебност. Не забележуваш, едноставно не забележуваш. Може би приватно да ми се случи тоа, повеќе ќе се возбудам. Меѓутоа, во работата, те води работата и ти се чувствуваш над секакви можни провокации и случувања. Значи, известував и од Кумановско, и од Тетовско, специфика во известувањето, ги памтам сите, и настани, председатели, Борис Трајковски, покоен, кој ќе ми текне и така натаму во тие случувања, вас ви е лесно, вика, мене не ми е тешко, не ми е лесно, вас ви е лесно. Зошто, председателе? Вас ви е тешко, ќе ви кажам друг пат, се шегувавме. Меѓутоа, како и да е 2001. Понатаму горда сум во поглед на мојата работа, кога такви беа околностите, еден ден не се видов на списокот на новинари во информативна програма. Нема да спомнувам кој беше директор, некакви односи. Не боледувам од тоа, но објавен список, овие новинари ќе работат на вести. Еден од почетниците на вестите, како што бев јас, ме нема. Седнав и размислив. Ако вам вие конкретна особа целев, ако вие намера да ме оневозможите, нема да ви дозволам. Јас мислив емисија која си ја нареков Јустиција. Бидејќи како новинар знам дека од 2 милиона популација, милион беа во некакви судски спорови. Може би и сега е така. Тоа е мајдан без дно. Така. Ако го разбираш правото, значи редок спој, така ми рече во собрание еден, ти си редок спој меѓу право и новинарство. Редок спој, сама предност. Значи, почувствував едноставно дека работата врз такви случаи, судски случаи, не ја правил никој, и јас ја смислив лично емисијата Јустиција. Дури се сеќам со Цветко, колегата камерманот, ја направивме шпицата, која една од божицата на правдата, измиксавме една шпица, која одеше 4 години. До 2007 година, јас 2007 почнав да работам во антикорупцијска, тогаш ја престанав емисијата. Инаку емисијата, наспроти волјата на тој што не ме виде во информативна програма, да мора да каже Јустиција ни е најгледана програма, какви се услови ти треба, не ми треба никакви. Јас и Јустиција ја работев на ниво на сурова идеја. Не ми треба ни екипа, так, ни колеги да ме подржуваат, да работат на случаите, сама ги работев. Само една камера, монтажа, затворен тим. Знаевме како дишиме и таа емисија и сега да ја гледаш, тврдам дека ќе предизвика интересирање, затоа што ако имате одржлив проект, бидете сигурни дека тој не може да замре. Одржливоста на овој проект во што се состои? Прво, секој човек може да се најде во таква ситуација, во суд, и да не знае што да прави со себе. Тоа е една предност. Огромно многу случаи имаш да ги третираш така. И трет репер за одржливост, луѓето секогаш сакаат да слушаат што им се случува на другите. Таква е човечката природа. Чека да видиме што му се случува. Па да. Автоматски кој ќе ги споиш сите тие три моменти, ја доживуваш емисијата на ниво, реков, на сурова идеја. Јас така работев Јустиција, реков и горда сум на неа, бидејќи ако имаш добра идеја, ако имаш проект кој е одржлив, во секое време можеш да го постигнеш. Гледача тоа ќе го препозна. Да. 20 на минути и повеќе веќе поминаа се навистина малку време за да се сублимира 40 на години работа и придонес во и да немаме таква амбиција, тоа е многу. Да, навистина ми беше прво и премногу чест и премногу мило што ни бевте гости во Македонија наутро, бидејќи ние како Ване многу е задоволството, извини што те прекинувам, меѓутоа задоволството што е ова ден на оваа куќа. А со луѓето како вас можеме најдостојно да ги ден на оваа куќа, секоја година посакувам да се доживува како посебен ден. Така. И на тебе кој си дојден овдека, затоа што чувствувам едноставно дека со вистински мотив си одбрал да дојдеш овдека. Терај си ја работата, држи се до стандардите на професијата, надпреварувај се колку со другите, уште повеќе со себе.
едноставно после определен број години сам ќе видиш дека не е залудно. Привилегија, реков, да се работи во денешни услови, да се има сигурно работно место како што е во оваа куќа. Не можеме да кажеме дека не е предност. Огромна предност. Човек треба да знае и да го почитува тоа. Треба да знае за можностите што му се даваат. И некој ќе рече, не се односите исти, во ваше време беше поинаку, ние многу сме се шегувале, многу сме живееле заеднички. Секое време носи некои специфики, меѓутоа ние сме сите должни да придонесуваме за градење на добра атмосфера, професионална и меѓучовечка. На работа не доаѓаш за своите фрустрации да ги лечиш. Ако ти е тешко да ја работиш работата, второ, биди чесен и пред себе и пред другите, и не ги малтретирај луѓето, побарај си чаре, затоа што само така тоа што ќе го произведеш ќе зрачи со потребните вредности на телевизиски производ, за да може тој што седи дома да каже, чекај, полека на македонска телевизија го кажа ова, да е сигурен дека сето тоа поминало ни сите филтри на добра обработка, за да имаш производ кој што е курентен, кој е конкурентен и по кој ќе се разликува јавниот сервис од тоа што е комерцијал. Благодарам за овој убав разговор, да си имате убав ден и да имаме уште многу интервјуа на вакви. Благодарам многу, ќе посакам среќна нова година на сите наши гледачи, особено на сите мои колеги во куќава. Ова што го зборував, би го зборувала и вака со сати, бидејќи тоа е тоа. И убаво е нешто од сето ова да примениме, затоа што куќата мора да има од низ времето. Како што сме влегле во неја, еве, јас излегов, да сте живи и здрави, ќе излезете и вие. Меѓутоа, македонската радио телевизија е сепак единствена. Благодарам уште еднаш.